Манипулативна кампања Бојкотирам ги преплави социјалните мрежи во момент кога пропагандната војна за и против референдумот го достигнува својот врв. Под знакот Бојкотирам, истиот кој го користат оние кои бараат воопшто да не се излегува на гласање, сега на граѓаните им се сервира порака да излезат на референдумот и да го пречкртаат гласачкото ливче за да не дозволат никој друг да гласа во нивно име. Познати активисти за бојкот на референдумското изјаснување велат дека ова е класична лажна кампања, бидејќи излегувањето на гласање без разлика дали таму ќе гласате за или против или ќе го искинете ливчето, всушност се брои во цензусот кој на владата е неопходен. Овие упорно мислат дека сме ретардирани, демек поништи ливче и така бојкотирај, односно крева им цензус. Излези и бојкотирај, да, ама излези од државата, од градов, излези во град на ручек во природен парк. Значи бојкотирај и не паѓај на вакви финти. СДСМ и Калето во обид да ги изманипулираат тие што сака да го бојкотираат референдумот, шират постви кои им советуваат на луѓето да бојкотираат така што ќе отидат на гласање, ама ќе го пречкртаат ливчето. Ова е измама. Ако гласаш за, против, неважечко ливче, се едно. Се бориш дека си излегол и предонесуваш референдумот да биде успешен. Дури ако гласаш против или ставиш неважечко ливче, они ќе најдат начин да те бројат за. Единствен сигурен бојкот е да не излезеш на денот на гласање. Во борбата за срцата и душите на граѓаните се користат секакви методи, закани, предупредувања дека на државата и следи распад или граѓанска војна. Колку е нечиста кампањата покажуваат и клетвите на социјалните мрежи во кои се зборува за 7 години несреќа за дел од граѓаните кои нема да го сторат тоа што некој го очекува од нив. Се вадат нови докази кои одат во прилог на едната или другата страна. Поборниците на варијантата за абстинирање како последен аргумент го извадија Кодексот на Венецијанската комисија, каде во членот 51 се објаснува дека бојкотирањето на референдумот е демократско право на секој граѓанин. Цензусот значи дека во најдобар интерес на оние кои се против предлогот е да абстинираат наместо да гласаат против. Например, ако 48% од гласачкото тело е за предлогот, 5% е против него, а остатокот од 47% од електоратот планира воопшто да не гласа, тогаш 5% на противниците на предлогот треба само на денот на референдумот да не се појават на гласачкото место, за да го наметнат своето гледиште на оние кои се за, пишува во Кодексот на Венецијанската комисија.